Ученици и наставници од Турција, Литванија и Бугарија неделава престојуваат во Куманово во рамките на Еразмус Плюс проектот Заштита на животната средина. Домаќин на активностите е гимназијата Гоце Делчев, а освен спомнатите држави, партнер во проектот е и училиште од Италија, но заради тамошните строги ковид протоколи, нивните представници не пристигнаа на третата мобилност во Македонија. Тие подготвува доста презентации, подготвува видеа, ќе имаме работилници на тема обновливи извори на енергија. Исто така ќе имаме можност да го видиме и Охрид, да го видиме и Скопје, Битола, значи ќе имат можност да се запознаат со нашата земја, да видат македонска храна, да ја видат нашата македонска култура и еве на некој начин малку да работиме и да споделиме искуства, идеи во рамките на темава која што ни е во рамките на овој наш проект. Денеска за почеток прво го представивме нашето училиште, ја представивме нашата земја, нашиот град, значи учениците се запознаат, значи прв пат се среќаваат, а потоа значи ќе дебатираат на тема за обновливи извори на енергија. Како можат тие да се применат во домовите, кои и какви извори има во различни земји, од причина што и како е битно нели за целото општество и целото човештво обновливите извори на енергија да се искористат и во домовите, меѓутоа и многу пошироко. Координатор на проектот е Литванија. Групата ученици и наставници од оваа држава преку презентација покажаа кои се обновливите извори на енергија, кои се придобивките и како истата да се примени во домовите на најдобар можен начин. Се фокусираме на 4 типа на обновлива енергија, односно соларна енергија, енергија од ветерот, хидроенергија, односно енергија добиена од вода и биогориво. Ги одбравме овие 4 вида енергија затоа што тие се и најмногу користени во нашата земја, најмногу популарни се и имаме дури и компании кои што се занимаваат со производство на ваков тип енергија веќе 10-15 години, така да ваков тип на искористување на природни извори не е ништо ново за нашата држава. Проектот е започнат во 2019 година. Првата средба е реализирана во Турција, втората мобилност во Италија. Сега партнер училиштата се во Куманово и до крајот на проектот ќе бидат реализирани уште 2 работни средби во Бугарија и во Литванија.